Ви благодарам, председателе. Јас ќе бидам краток. Немам некоја суштинска забелешка за вашето излагање. Имам еден идеолошки коментар и коментар за вашето произволно толкување на социјалната констелација во нашето општество, затоа што спомнавте криминална каста, па таа криминална каста соработувала со корумпирана каста и сите тие опишувања на нашето општество не одговараат на реалноста, затоа што во нашето општество кастите и класите кои постојат се оние на обичните луѓе, на работниците и на великопоседниците, тоест на крупниот капитал. Политичките партии во Македонија се представници на крупниот капитал. Значи, вас тоа ве обединува. Претходно имавте преклопување, дури лидерите на партиите ви доаѓа од истиот сектор, од енергетскиот сектор или тоа што народот го вика енергетска мафија. Сега имате малку расчекор со новиот лидер на СДСМ, но и со него имате обединување затоа што за него се спомна информации дека тргнал во авантура за приватизирање на болници. Вие знаете како е да се фрагментира и приватизира здравството до ниво на непрепознатливост, така да сепак и таму ќе најдете заеднички точки со СДСМ. Затоа и тука е суштината. Вие цело време спомнувате нема да се игра фудбал, па ако тоа е условот за подобрување на условите, ве молам да се распуштиме, ако треба да се инхибираме од играње фудбал во кабинетите. Не, токму како до сега ќе бидат работите. Ќе продолжи да функционира урбаната мафија, енергетската мафија и сите мафии кои вас заеднички ве финансираат. Само уште еден коментар, а тоа е за болниците, за тоа што ги спомнавте. Во ребалансот на буџетот се предвидува трикратно намалување на буџетските средства за изградба на новите капацитети во здравството. Значи, се што ќе се случи е дека за обичните луѓе репресијата и иселувањето и се тоа што на вистина го боли обичниот граѓанин ќе продолжи да постои. Ви благодарам. Благодарам.